Ќе продолжиме со деканот на Градежен факултет во Скопје, ќе зборуваме за градежната инфраструктура, но и за нејзината иднина. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Иднината на градската инфраструктура, која што од една страна е во голема експанзија, ни овозможува модерни услови за живот, но од друга страна колку се одвестува на тоа што ни е потребно за да функционираме во тие модерни услови на живот. Да, денес да се зборува за модерен град, не може да се одбегне терминот на екопаметен град или еко-смарт сити на англиски. Развојот на урбаните средини неминовно мора да оди во таа насока. Впрочем, ако се погледне топ листата на градови, најпаметни градови во светот, станува збор, првото место го држи Сингапур, второто е Хелсинки, третото е Копенхаген, Цирих, Копенхаген, Осло. Гледате, тоа се градови во едни средини кои што се и богати, но богати материјално, но богати и духовно, со одредено ниво на однос кон заедништвото. Така што очигледно станува збор за нешто кон што треба и ние да се движиме. Се разбира тој нашите услови. Апсолутно, тој процес не може преку ноќ да се реализира, но треба да се започне и да се следи таа патека и колку што можеме побрзо да достигнеме одреден квалитет на живење. Ако ги погледнеме атрибутите на паметниот град, основните атрибути, тоа е технолошки развиен град, тоа е град во кој што имаме максимален онлайн сервис кон граѓаните, имаме град кој што има развиен јавен транспорт, град кој што е безбеден од секаков аспект и град кој што е одржлив сам по себе. Ако се вратиме на локално ниво, на микролокално ниво, да говориме за Скопје, првата асоциација што ни паѓа на ум кога ќе го споменеме животот во Скопје е загадувањето. Загадување со отпад и тоа оној цврст отпад, загадување со отпадните води, односно нивно прочистување и загадување со аероотпадот, односно овие PM честички и се она што го дишеме во долг период наназад. И ако се тоа го земе предвид, една од главните задачи на оние што раководат и што ќе раководат со градските средини, со урбаните средини во нашата држава, треба да биде екологијата, односно овозможување на здрави услови за живење. Мислев дека ќе го споменете тука и сообраќајниот метеж. Како една Имено асоциација. сообраќајниот метеж е токму тоа. Развиен јавен транспорт, значи решавање на сообраќајниот метеж. Мислите дека само со тоа ќе се реши? Не само со тоа. Не, секако дека нема само со тоа да се реши. Меѓутоа, тоа е еден од предусловите. Мораме да направиме максимални напори на луѓето, на граѓаните да им овозможиме квалитетен, точен, јавен транспорт. За тоа е потребна концепција, за тоа се потребни решенија кои ќе го овозможат тоа, за тоа е потребна дигитализација. Секако, затоа што само симбиоза помеѓу дигитализацијата и градежништвото може да ги обезбеди овие услови за кои што говориме. Треба да се размислува за забрана на движење на возила кои што не се на електричен погон во централно градско подрачје, за воведување на електрични такси возила. Тоа се низа на мерки кои што треба да одат во една насока. На долгорочен план. Апсолутно. Добро, кога сме вака кај можностите за граѓаните, што им пружа градот на своите граѓани? Какви услови им пружа? Па моментално не баш благопријатни услови за живење. Кај нас загадувањето стана топ тема. Скопје, и не само Скопје, и другите градови во државата се во првите 10 градови секојдневно по загаденост. Вчера бевме. Да, вчера дури бевме први на европско ниво, ако не се лажам. Но како и да е, тоа го чувствуваме, тоа и не треба некој да ни го каже. Сите ние сме сведоци на тоа како воздух дишеме, како се работи со отпадот, почнувајќи од цврстиот отпад. Мораме полека да стекнуваме и навики, да се едуцираме, да воведуваме кампањи за селектирање на отпадот, за негово искористување, за да што помалку го чувствуваме околу себе. Во однос на прочистувањето на водите, тука можеме сме и најнапред. Еве, моментално на почеток е еден капитален објект за Скопје, тоа е пречистителна станица за отпадни води, која што
е во подготовка за почеток за изградба и тоа доста не радува, бидејќи тоа навистина ќе значи многу и за градот, и за реката Вардар, и за државата. И проблем е аерозагадувањето. Мораме да најдеме начин како луѓето да ги убедиме дека им е подобро да живеат во некои околни населби на Скопје, отколку да се концентрираме во центарот за централно градско подрачје. Стана тоа актуелно, стана модерно да се бега надвор од градските средини и сега тука во приградските населби, каде што има еден преубав лик, едни населби, како сега ќе ве потсетам на Пржино населбата. Например, еден преубав лик на тука и Хром може да ја споменеме, каде што имаше премногу бараки, имаше ниски семени, куќи, кои стана модерно да се рушат и да се градат високи згради на истото место. Колку, еве ги земав пример тие две населени места, но има многу такви други. Колку соодветствува тоа на местото, колку се води грижа за околните куќи кои што остануваат? Самото животно искуство кое го стекнуваме со изградба на такви објекти околу нас, кажува се, дека не е природно во таква средина да никнат големи згради, затоа што инфраструктурата, пратечката инфраструктура не соодветствува на таква густина на населеност. Земете го само централното градско подрачје или Дебармало е една од најатрактивните населби. Ајде, не сакав никако, цело време зборуваме за Дебармало, ги занемаруваме другите, па затоа од еден друг аспект ќе ви кажам. Што е? Имаме случај со Дебармало што голем број објекти атмосферската канализација ја имаат приклучено на фекалната канализација. И после секој пороен дожд се случува да валканите води избијат во ниските санитарни чворови во населбата. Тоа е еден голем проблем и од здравствен аспект, од санитарен аспект, меѓутоа тоа се должи токму на оваа непланирана урбана пренаселеност. Се запоставува нешто во течението на градба? Значи, ние сме... Се води за се грижа? Каде се случуваат проблемите? Проблемите се случуваат на патот од преголемата регулираност која имаме. Ние имаме законски прописи, имаме се, меѓутоа успеваме некако во целиот тој долг процес од идеја до реализација да најдеме одредени слабости на тие механизми и да ги злоупотребиме и на тој начин да добиеме нови објекти, скапи објекти, кои всушност не ги задоволуваат основните инфраструктурни барања. Кои од година на година се поскапи. Да, цената расте, а квалитетот на живот во принцип опаѓа, затоа што за квалитет на живење, не е доволно да имаме голем и луксузен стан, а надвор да немате кај да паркирате, надвор да немате тротоар или зеленило каде да се релаксирате, затоа што ние еден дел од денот го поминуваме во домот, другиот дел го поминуваме на работно место, го поминуваме движејки се низ улиците на градот, така што тоа е квалитетниот живот, не подразбира само квалитетен дом, а се околу мене да биде никакво. И кои услови се необходни? Се запоставува тоа дека треба и до тие објекти да стигне и, не дај Боже, возило на брза помош, пожарна. Колку се води грижа за тие услови? Очигледно дека не се води грижа секаде, а за тоа воопшто не треба да стане збор, дека мора да бидат тие стандарди запазени. И тие кои се стандардите кои мора да бидат запазени? Законот за градење и сите правилници за проектирање и изградба кои што се произлезени од Законот за градење, од урбанистичкото планирање, генералните урбанистички планови, деталните урбанистички планови, во сите нив практично е регулирано градењето. Сега некако успева да се најде некаков модус да се избегнат сите тие законски регулативи, да се најде некоја празнина, дали во однос на знаењето, дали во однос на свеста и совеста на тие што се вклучени и да на крај добиеме несоодветен квалитет на живот. Некако се научивме кај нас да пројде. Така дека се може да пројде. Сметате ли дека треба да се смени перцепцијата на граѓаните за реализација на некој проект? Еве, модерен град се овозможуваат и модерни услови за живот, тука ќе ги споменаме и трговските центри и така натаму, ајде, нели да не набројуваме.
за секој од нив се навидува дека се потребни 3 до 4 години. Доволни ли се тие за да се исполнат сите услови и потоа се руши кај граѓаните желбата дека ете нешто е направено како што треба, дека се испочитувани сите правила, повторно е лоша перцепцијата. Токму така. Една од погрешните перцепции која скапо не чини е она за траењето на потребното време траење за добра инфраструктура, за изградба на добра инфраструктура. Реализацијата на добри инфраструктурни проекти, добри јавни објекти, не се мери само од времето кога механизацијата ќе излезе на терен и ќе почне со градежни работи. Имаме претходно еден долг период на работа, почнувајќи од физибилити студии, почнувајќи од предпроекти, продолжувајќи со предпроекти, потоа со основни идејни проекти, основни проекти, за сето тоа треба време и знаење. Тоа однадвор не се гледа, меѓутоа тоа е неопходен процес за кој што е неминовен. И оттаму не треба да брзаме колку да се покажат некакви резултати, а потоа да имаме проблеми со одржување на тие објекти, да имаме проблеми со нивната употребна вредност. Сложен е процесот и затоа треба струката треба повеќе тука да поголемо место да заземе отколку политиката. И можеби така на тој начин доколку заземе поголемо место, доколку повеќе се слуша, можеби ќе се подигне и свеста малку повеќе за професијата и ќе се издигне повеќе. Се разбира. Тоа и јас веќе подолг период го говорам и говорам за значењето на градежништвото. Тоа е една струка без која што нашиот живот е незамислив. Ние дури толку е тоа вткаено во нашите животи да дури него ни забележуваме дека е присутно околу нас во секоја пора на нашето живење, во секој сегмент на општественото делување и оттаму одредени струки ни замираат и доведени сме во една ситуација да не гледаме некоја светла иднина во иднина, ако овие трендови продолжат. И како сакаме тогаш паметен град, како сакаме да одиме напред, кога треба некако да се најде соодветен начин и кој сметате дека ќе биде истиот, сакам да го слушам вашето мислење, да се стимулираат младите, повеќе да се заинтересираат за градежништвото. И кои се тие професии, постојано збориме за професии кои што изумираат, а ние не сме свесни дека постојат како дел од градежништвото. Токму така, градежништвото е еден покрива широк спектар на професии, впрочем смарт градовите подразбираат и смарт градежништво. Градежништво во кое што е присутна дигитализацијата, во кое што почива на паметни смарт материјали кои што не го загадуваат воздухот, не ја загадуваат средината, така што сето тоа е испомешано и вткаено во една целина. За жал, она што можам да го констатирам врз основа на моето познавање на процесите на едукација на младите, изумираат, јас ќе спомнам тука 2-3 професии кои што се од суштествено значење за Македонија и се, како да ви кажам, едни од столбовите врз кои што треба да почива македонската економија. Тоа се градежништвото, земјоделието и технологијата. Имаме премал интерес за студирање, за изучување на овие струки, а без нив не можеме да функционираме. Не само што не можеме да функционираме, туку тие од секогаш биле носители на развојот на нашата економија. И како мислите дека ќе успееме да ги стимулираме младите? На разни начини. Прво треба да го констатираме ова е на сите нивоа, дека имаме проблем и да се насочиме кон информираност на младите. Што значат тие професии? Некако младите повеќе се стимулираат, односно им се врти вниманието кога ќе кажеме колку се исплати, да речеме, да ја завршат и тоа да стане нивна животна професија. И мислите ли дека живееме во едно време кога некои професии стануваат модерни? Апсолутно. И против тоа не можеме. Тоа е тоа. Јасно ни е дека IT секторот е оној кој е ултрамодерен во денешно време, предничи тука. Моментално примањата таму се далеку почетните примања ќе потенцирам, се далеку повисоки од она што е во другиве, овие побазични струки, меѓутоа по извесен период се менува сликата. Но младите така, тоа треба некако да им се представи. Именно, тоа и ние се обидуваме да го представиме кај младите. Не оди тоа така едноставно, но се обидуваме исто да им предочиме дека дигитализацијата е дел од градежништвото. Имаме една применета дигитализација без која што градежништвото не може да функционира. Има во градежништвото и високи примања, само што треба малку трпение за да се стигне до нив.
И тука е оној проблем, меѓутоа треба одредени стимулации во однос на стипендии, во однос на компаниите се заинтересирани за стипендии, може би треба одредено ниво на стипендирање од страна на државата, може би треба државата да ја покрие партиципацијата за студирање на овие критични струки, зошто да не, ако можат странски држави да нудат бесплатно студирање на нашите деца, зошто да ние на некои факултети не го овозможиме самите. Има начини, впрочем, знаете како, не можеме со сигурност да зборуваме за ефектите, но мораме да се обидеме. Благодарам, професоре, што бевте наш гостин денеска. Годинава е ваша година за Градежниот факултет. Ке имаме гостувања со вас, со професорите од Градежниот факултет и една можност малку повеќе за професијата да зборуваме. Да, благодарам на поканата, ми беше задоволство. Оваа година Градежниот факултет, како и Универзитетот Свети Кирил и Методи, впрочем, прославува 75 години од своето основање. Тој, заедно со Универзитетот, се еден од столбовите на македонскиот идентитет и за тоа сме горди и ќе направиме се што е во наша можност да тој процес и го продолжиме и понатаму. Благодарам, го слушавме деканот на Градежен факултет, што е неопходно за градот.